Двојно зголемен е бројот на пожарите минатата година во однос на 2022-та, покажува статистиката на територијалната противпожарна единица Куманово. Најголем број од пожарите биле на отворен простор. Споредбено со претходната година, 3 пати поголем број на интервенции во 2023-та на отворено, информираше денеска командирот Дејан Илиевски. Статистиката е поразителна во однос на 2022 година. Буквално пожари се дуплирани во однос 2022 и изминатава 2023 година. Вкупно бележиме 682 интервенции, од кои имаме 92 интервенции на објекти, 31 интервенција на опожарени моторни возила, 412 интервенции на отворен простор и 114 интервенции на останато. Тоа се подразбира контейнери, електрични кабли и останати работи. Бележиме и 32 технички интервенции и една интервенција во општина Тетово, кога имаше поголем пожар на фабрика за бои лакови. Во однос на 2022 година, која завршивме со 359 интервенции, 141 интервенција на отворен простор, за разлика од минатата година, каде имаме 412. Тоа е 3 пати повеќе пожари на отворен простор, со огромна површина, најмногу сува трева и страништа. Буквално. Ова година немаше поголеми пожари во шума, каде има повеќе дрвна маса, за разлика од 2021-та. Гледано статистички, во однос на 2022 кога бележиме 90 интервенции на објекти, 2023 година завршивме со 92 пожари на објекти. Така да, гледано секоја година од прилика во околу таа бројка се вртат бројот на интервенциите и пожари на објекти и во урбана средина. Морам да кажам дека непријатно сум изненаден што изминатава 2023 година енормно голем број пожари бележиме во општина Липково. Што претходните години не беше случај. Минатата година не знам што е причина за такво нешто, меѓутоа енормно се зголеми бројот на пожари во општина Ливково. Би ги издвоил пример Романовсе, тоа стандардно, Табановсе, Речица, тоа се села кои во текот на целиот летен период, па и во добар дел од десента, некаде до 15 октомври, континуирано горе. Иако се интервенирало на огромен број пожари, за среќа лани жртви немало, а само едно лице завршило со лесни повреди. Противпожарната единица е екипирана и солидно се справува со предизвиците на терен, но возниот парк е релативно дотраен, велат надлежните. Очекуваат возниот парк да се збогати за уште 3 теренски возила за гасење на шумски пожари преку проект на североисточниот плански регион. Возила имаме, сите го знаат возниот парк, дека е стар, дека просечна старост на возила е на 35 години, од 35 до 40 години. Сега ова година, минатата година, ствари 2023 што го почнеме проектот, ова година треба да го завршиме. Ке имаме 3 теренски возила за гасење на шумски пожари, кои верувам доста ќе ни олеснат работата. И се надеваме дека ќе успееме во текот на ова година да набавиме и нешто друго. Опрема има, меѓутоа со реализација на овој проект, што ви кажувам, во текот на ова година треба да се докомплетира и тоа, да се изврши набавка на опрема за гасење на шумски пожар, заштитна опрема за сите пожарникари, комбинизони за заштита на отворен, при гасење на пожари на отворен простор, одреден број на противпожарни црева, на партњачни грбни пумпи, така да верувам дека во текот на ова година ќе се докомплетираме со опрема. Командирот Илиевски најави и можна санација и реконструкција на надворешниот и внатрешниот дел на објектот, исто така преку проект на североисточниот плански регион. Зградата во која е сместена територијалната противпожарна единица е изградена на почетокот на 60-тите години и никогаш не е реконструирана.